Министерството за труд и социјална политика објави конкурс за подршка на активности на Сдруженија за социјална заштита на деца во социјален ризик, но и конкурси за финансирање на активности на деца со пречки во развојот и аутизам. Конкурсите се нова можност за сите здруженија со помош на државата за овие деца да се направи нешто повеќе. Што за нив мислат од сплотени срца? Па обично немаме ни сознание за такво нешто, доколку би имало би конкурирале. Сега, тоа што од 91 наваму и вапчињата знаат како одат работите, се надеваме дека во иднина ќе се смени. Пред се, бидејќи ние го имаме проблемот. Значи, најдобро решение би дал за проблем тој што го има проблемот. Бидејќи знаеме какви има и здруженија, и човек здруженија, се надевам дека поголема соработка ќе имаме со институциите. Еве, во овој пример со Министерството. Освен што државата реагира споро, а во многу случаи и некоординирано со здруженијата, таа многу често е и пречка за спроведување на активности со пари на родители и здруженија. Па, за жал да, и претходно, и сега се надеваме дека исто тоа ќе се смени. Цело време апелираме на тоа дека ништо за нас без нас. И тоа не дека ние нешто сакаме кој знае што, и знаеме дека не може преку ноќ да се остават многу работи, меѓутоа, бидејќи ние го имаме проблемот, бидејќи тоа не е животно прашање, се надевам дека институциите ќе ни искористат, бидејќи ние се и нудиме. Пример, еве, моето здружение проактивно работиме, значи ние сакаме да си ја завршиме на еден начин домашната задача. Што во вакви случаи, кои не се малку, е неизвестно. Но проблемите на овие родители се многу поголеми отколку што може да претпостават останатите. И покрај нивната огромна желба и напори, ситуацијата да се промени, подобрување нема, иако некогаш парите не се проблем. Например, има многу семејства кои своите куќи, станови и друг имот сакаат да ги отстапат на државата, само да имаат гаранција дека по нивната смрт некој на нивните деца ќе им понуди соодветна грижа. За жал, и со таква понуда, државата не ја прифаќа својата одговорност.